Сега ќе збориме малце кратко значи ова за цикличен транспорт на електрони, бидејќи претходно го објаснивме само нецикличниот линеарниот транспорт на електрони, но цикличниот е многу полесен, каде што всушност учествува само фотосистем 1, на тој начин што во фотосистем 1 во реакциониот центар P700, човека го имаме реакционен центар P700, и имаме две молекули на хлорофил, тие две молекули на хлорофил се удрени од фотони и светлина и всушност ексцитираат по еден електрон. Така имаме по еден електрон, E-, E-, и тој си иде низ електронски акцептори, значи иде низ A0, A1, FX, FA, FB и стига до фередоксинот. Така стига до фередоксинот, стига два електрона до фередоксинот. Сега фередоксинот наместо да учествува со фередоксин NADPH редуктаза, нели тука имаше да го направиме со црвена боја еден ензим кој беше потребен заедно со тие електрони и протоните нели кои се наоѓаа во стромата да направи од NADP во NADPH. Па сега фередоксинот нема тоа да го направи, значи нема да иде заедно со тој ензим, него всушност ќе отпатува, сега патов да го направиме не знам со кафена боја, ќе отпатува фередоксинот до еден друг ензим кој се нарекува фередоксин пластохинон оксидоредуктаза. Значи овој ензим е оксидоредуктаза, ја века да ближиме со црвено. Оксидоредуктаза, Р. Значи фередоксин првиот збор, пластохинон оксидоредуктаза. И всушност овој го изведува тука Q циклусот, односно хинонскиот циклус. Каде што од PQ, вака всушност да зумираме тука уште малце, од PQ ги прима електроните и зима водороди кои се наоѓаат од стромата, ги врзува за него, се образува PQH2, ги испумпува тие 2H назад во тилакоидниот лумен, а електроните ги пренесува на пластоцијанин, пластоцијанин, а пластоцијанинот пак му ги враќа на фотосистем P700. Така бидејќи ги изгубил електроните. Сега при овој процес бидејќи знаеме дека за еден електрон даваше два протона, значи два протона, ние имавме два електрона. Сега всушност може да има и еден електрон. Така, значи тоа може и само едната хлорофилна молекула и само еден електрон ова да го направи, ама кога ќе го направи еден електрон, едноставно нема да добиеме АТП. Ќе чекаме да удри уште еден фотон. Така, значи овде како се навратиме. Тука имавме два фотона. Ја реков дека два фотона удираат, ама тоа всушност може само еден фотон да удри и ќе добиеме само еден електрон. Ама не е голема работа зашто кога тогаш ќе удри друг, така ќе удри друг и ќе се добие уште еден електрон. И затоа викаме од тонма дека имаме два електрона, колку за да искочи математиката. И викаме со два електрона ќе добиеме 4 протона во луменот на тилакоидата. Веќе нели видовме со еден електрон добиваме два протона, дека треба тука да стои двојката, не е таму. Значи двојката треба да е напред. 2H+. И сега всушност ќе добиеме 4H+. Бидејќи имаме два електрона. И тие 4H+, всушност ќе отпатуваат до АТП синтетазата. Нели овдека имавме АТП синтетаза. Пак ќе направиме со глобулата и како што ќе поминат назад во стромата, ќе се синтетизира АДП плюс ПИ во АТП. И всушност при овој процес немаме фотолиза на вода, бидејќи фотосистем 2 воопшто не го употребуваме. Значи не се добива кислород при овој процес, али се добива АТП. И исто така не се добива NADPH. Значи ако е на клетката потребно само АТП, не е потребен NADPH, не е потребно кислород, може само овој процес да го изведе циклично. Значи фередоксинот ги враќа на Q циклусот, на хинонскиот циклус, и тој постојано пумпа протони во тилакоидниот лумен, и тие протони пак се враќаат преку АТП синтетазата и си прават АТП. Значи тоа е цикличниот транспорт на електрони. Значи кратко беше ова.